Добродојдовте на затварањето на 14-тиот филозофски филмски фестивал кој се одржа од 7 до 13 јуни тука во Кинотеката на Македонија, во кинотечната сала и во летното кино Мирно лето надвор пред кинотеката. Обично секоја година се префрламе за затварањето внатре во салата бидејќи врне, бидејќи е ладно и годинава е топло и реков супер, конечно затварањето ќе биде надвор. И ете сме повторно внатре. Сега ќе направам многу кус осврт на она што се случуваше овие 7 дена, а потоа ќе ги прогласиме наградените филмови, потоа ќе преминеме кон проекцијата на Златната треска на Чарли Чаплин, проекцијата предвидена за оваа вечер. Содржините на 14-тиот филозофски филмски фестивал започна неофицијално уште кон средината на мај со една проекција која правевме во Музеот на современа уметност, наречена ФФФ ЕДМС, која беше увертира за годинешното мото на фестивалот, кое гласи, верувам сите сте го виделе досега, неред меѓу редови. Нема да го елаборирам овој пат тоа мото, иако планирав, но бидејќи веќе многу доцнеме, тоа може да го прочитате во самиот каталог. Во меѓувреме, пред почетокот на главната фестивалска програма се случи едукативната програма на фестивалот, филмософија со деца со доктор Мартин Поповски, работилницата за млади со доктор Атанас Чубовски и средношколската видеолектира во чии рамки учествува околу 700 ученици, од кои 20 напишаа филмософски есеи, од кои тројца беа наградени непосредно пред фестивалот. И сега главната програма на фестивалот започна на 7 јуни, тука, тоест надвор, во летното кино Мирно лето, со првиот филм од официјалната селекција на долгометражни филмови, во чии рамки погледнавме вкупно 5 филмови во селекција на професорот Кирил Трајчев. Потоа во рамки на официјалната селекција на краткометражни филмови, публиката имаше можност да погледне 16 филмови во селекција на Дејан Здравков. Покрај овие две важни традиционални програми на фестивалот се случи ревијалната програма Филм философија, која завршува вечерва со третиот и последен филм. Во рамки на ревијалната програма имавме и тројца гости, а покрај овие сегменти се случи и придружната програма со фокусот Маја Дерен, како и за прв пат на Филозофскиот филмски фестивал селекцијата на видеоесеи курирана од Ивана Мирчевска. Сега пред почетокот на проекцијата на Златната треска на Чарли Чаплин, ред е да ги прогласиме добитниците на Златните бувови за најдобар долгометражен и краткометражен филм според жирито, да го прогласиме добитникот на специјалното признание Стефан Сидовски Сидо за краткометражен филм, како и добитниците на плакетите Златен був за најдобар долгометражен и краткометражен филм според гласовите од публиката. Годинешната жири комисија имаше двојна задача да ги одбере најдобрите филмови и од официјалната селекција на долгометражни филмови и од официјалната селекција на краткометражни филмови, а истата беше во состав на професор доктор Славица Србиновска од катедрата за општа компаративна книжевност при Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, доктор Иван Меленковик, нашиот гостин од Србија кој учествуваше во рамки на ревијалната програма Филм философија, инаку философ, и македонскиот режисер Јане Спасик, кој е тука вечерва со нас и кој ќе ги прочита, тоест ќе ги објави одлуките за најдобри краткометражни и долгометражни филмови според жирито. Сега би почнале од краткометражниот филм, најдобриот краткометражен филм според жири комисијата, па го поканувам Јане да ми се приклучи на сцената и да ја прочита одлуката за најдобар краткометражен филм според жирито на 14-тиот филозофски филмски фестивал. Јане, повели. Добро вечер на сите. Јас имав честа да ги прочитам одлуките, односно да речем освртите и наградите на жирито на овогодишниот фестивал. Така да од сите селектирани филмови ние имавме и Сладка мака, нели, при донесување на својата одлука, односно 3 одлуки за доделување на наградите Златен був за краткометражен филм, долгометражен филм, како и наградата Стефан Сидовски Сидо на овогодишниот 14-ти поред Филозофски филмски фестивал.
Но, како што кажа Андреј, да почнеме со ред, наградата Златен буф за најдобар краткометражен филм на овогодишното 14-то издание на фестивалот го добива филмот Големата експлозија на режисерот Карлос Сегундо, поради ангажираната приказна на нискиот Чико, човек со чужда страст, кој символично е представник на сите маргинализирани луѓе и нивната борба за повидлива, актуализирана позиција во системот. Големата експлозија, со голема доза на хумор, досетливост и одлично познавање на филмскиот јазик преку ракурсот на главниот лик, успева да ја сврти и поистовети публиката со огромниот подвиг на Чико и преку неговата сила и одлучност да се увери во моќта што ја поседува секоја индивидуа во однос на системот. Сега наред е специјалното признание Стефан Сидовски Сидо, награда која ја воведовме во чест на покојниот професор Сидо, кој беше верен соработник на фестивалот, како еден од најактивните аматерски режисери во Македонија. Добитникот на ова признание, покрај плакетата, добива и уметничка слика од уметницата Сонја Чингарова Фотева. Јане, повелев повторно да го прогласиш добитникот на специјалното признание Сидо. Втората награда, која треба да ја додели жирито, се доделува во чест на еден исклучително интересен филмаџи и мој особено близок и драг професор, кој со гордост може да кажам, да го наречам и мој пријател Стефан Сидовски Сидо. Оваа награда се доделува на филмот Монтанеа на режисерката Шарлот Луи. Инаку филмот Монтанеа е нежен поенски филм есеј за раѓањето на животот, смислата и смртта, која преку слободните визуелни алузии за времето и промените одразени преку човекот кој се раѓа, живее и умира, и развива вечната тема за настанокот кој нужно го подразбира исчезнувањето. Филмскиот есеј е еден од позастапените формати во творештвото на Сидо, особено кога преку своите филмови тој имаше намера да ги третира комплексните филозофски теми поврзани со смислата на постоењето и значењето или поентата на животот и наближувањето на смртта, теми кои беа особено присутни во неговото творештво. Филмот Монтанеа веројатно би бил филм кој особено би се допатнал на Стефан Сидовски Сидо и чија авторка, Шарлот Луи, би ја сметал за своја филмска соборничка. Токму затоа, овој филм ја добива наградата Стефан Сидовски Сидо за оваа година. Сега ќе го погледнеме обраќањето на режисерката Шарлот Луи, која го подготви едно кратко видео за по повод добивањето на специјалното признание. Така што ве поканувам да го погледнеме. I'm really happy and honored to have my first short film, Montanea, screening at the Philosophical Festival alongside so many beautiful films. It means a lot to know that there is an audience watching the film in Macedonia, and I hope the film resonated in some ways. A big thank you to the jury and to the selection committee of the festival for making it possible. The journey of this film has been a real adventure that I am truly thankful for. So many thanks. Vi Blagodaram. И за крајот овој дел треба да ги доделиме наградите од официјалната селекција на, тоест не да ги доделиме, бидејќи немаме на кого да ги доделиме, бидејќи не се тука режисерите, да ги прогласиме добитниците на наградите од официјалната селекција на долгометражни филмови, но пред тоа да го прогласам добитникот на наградата Плакета Златен буф за најдобар краткометражен филм според гласовите од публика, а станува збор за филмот Мојата девојка на режисерот Кафтар Юнис. Ја молам аплауз за тоа. Сега официјалната селекција на долгометражни филмови. Како и претходната година, така и ова имаме иста ситуација, односно ситуација во која судот на жирито се поклопува со судот од публиката, па добитникот на статуетката Златен буф и на плакетата Златен буф за најдобар долгометражен филм, ќе го чуеме повторно од Јане. Повели. И за крајот
наградата Златен був за најдобар долгометражен филм. На огодинештото 14-то издание на фестивалот ја добива филмот со наслов Прозаични стихови на режисерите Али Асгари и Али Реза Катами, кои низ една кавкијанска структура на 9 комични и апсурдни винјети длабоко го сецира радикалниот исламски систем на Иран и бизарните проблеми со кои се соочуваат иранците. Приказните, колку што се локални, толку во себе ги абсорбираат универзалните прашања за различните аспекти на опресија, кои го деградираат индивидуалецот со очекување тој да биде скршен и покорен. Смелата одлука сите винјети да бидат снимени во еден кадар, во кој камерата е вперена кон жртвите на системот, без воопшто да се појават ликовите на опресорите, односно иранскиот систем, сублиминално го поистоветува гледачот со жртвите. Фактот што никогаш не ги запознаваме лицата на опресорите, туку само го слушаме строгиот прекорен глас кој доаѓа некаде од зад камерата, некако интуитивно кај нас го буди чувството на орвелијанска присутност на системот, во овој случај радикалниот ислам во Иран, кој се изживува врз обичниот човек и неговите основни општествени потреби. Токму поради оваа силна ангажираност и универзалност, изразена преку одличниот хумористичен диалог, леснотив и абсурд, овој филм оваа година заслужено ја добива главната награда на фестивалот. Сега ве поканувам да го проследиме трейлерот на победничкиот филм, како и обраќањето на режисерот Али Реза Катами, кој исто така подготви обраќање по повод добивањето на наградата. Уживајте. Hello, my name is Alifa Khatami and I'm sending this video on behalf of Ali Asghari and myself. We are honored, more than honored, to receive this award from the beautiful festival. It was so heartwarming to know that there are a group of people who still care about thinking in a world that is so divided, a world that is so ruled by guns and whoever has powers, and a world that is so silent about the genocides that is coming in front of our eyes, about the land grab attitude of the powers around the world. To see that a still philosophy has a place in your heart is amazing, it's heartwarming, and it's beautiful. I salute you, and I'm grateful for this honor. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Може уште еден аплауз за добитниците на сите награди и од двете селекции. Сега пред да го завршиме официјалниот дел, само сакам да се заблагодарам на годинешните поддржувачи на фестивалот, благодарност до Филозофското друштво на Македонија како главен организатор на Филозофскиот филмски фестивал, до Филозофскиот факултет во Скопје, до Кинотеката на Македонија, а фестивалот беше реализиран со финансиска поддршка од Агенцијата за филм
со поддршка од амбасадата на Кралството Шпанија, како и Гете институтот во рамки на едукативната програма. Со своевидна поддршка учествува и за тоа сме им благодарни на Младинскиот културен центар, Универзитетот Европа Прима, Факултетот за драмски уметности, Музеот на современа уметност, благодарност до Култура Бета, до издавачката куќа Азбуки, до уметницата Сонја Чингарова Фотева, до Хотел Цара, Горска, Камник, Дукат и Мартини и секако до нашите медиумски подржувачи, Телевизија 24, Нова Македонија, Слободен печат, Канал 103, Радио МОВ, Умно и Окно. На крај сакам да се заблагодарам до сите волонтери кои ни помогнаа во реализација на фестивалот и може еден аплауз за нив. И на крај секако сакам да се заблагодарам до мојот тим, до Ана, Љупче, Слаѓан, Кирил, Дејан, Ивана, Марија, Виктор, Миријана, Моника, луѓе кои во целата година посветено работат на фестивалот и покрај сите финансиски, институционални, организацијски премрежја и проблеми со кои се соочуваме и кои сепак со љубов го работат овој за нас многу важен фестивал и еден од ретките во светот кој токму се занимава со врската филм философија. Секако благодарности до сите останати кои помагаат и работат на фестивалот, со преводите, со снимањето, титлањето. Благодарност до Валентина која овие 7 дена не следи и не фотка, до сите стручни соработници, до дизајнерката на годинешните промотивни материјали, до режисерите на трейлерот, кинооператорите и секако најголем благодарам до вас публиката која се уште го препознава фестивалот и доаѓа на неговите проекции. Фала ви од срце. До година фестивалот слави еден значаен јубилеј. Правиме 15 години од нашето постоење и сакам да искористам оваа прилика и со тоа ќе завршам, да посакам фестивалот да го доживее тој јубилеј. И уште еднаш да успее да го постави културниот неред меѓу монотониот ред. И уште еднаш да се избори со сите препреки и да го направи 15-тото издание убаво, богато и да го потврди уште еднаш сјајот што овој фестивал го има. Ви благодарам на сите. Во продолжение поканувам да ја проследите да проследите проекцијата Златната треска на Чарли Чаплин и секако да останете на дискусијата со нашиот гостин Стивен Фридман, а потоа и да се подружиме неформално во фоајето или во дворот на кинотеката. Фала ви.